Кина на самитот најави формирање на посебен фонд кој што ќе можат да го користат сите земји кои што беа присутни овде на самитот. За годинава се предвидени 3 милиарди евра, за наредната, како што истакна, 10 милиарди евра. Каков е интересот на Македонија за користење на средства од овој фонд? Па целиот фонд треба да се наблюдува во насока на севкупната стратегија што некако Кина ја има за овој регион, за овие 16 држави. Значи, она што тие сакаат е да ги олеснат трговските рути на Република Кина и на робата што доаѓа од Азија кон овој регион. За таа цел во првобитната програма, значи оној Варшавската иницијатива која почна со претходниот кинески вице-премиер, беа 10 милиарди долари ставени на располагање на сите држави за инфраструктурни проекти, но преку нивната Ексим банка, преку извозно-кредитната банка на Народна република Кина, и ние како држава, бидејќи имавме подготвени проекти, претходно аплициравме веднаш и ги добивме средствата за двата автопати кои што се градат. Другите држави покасно се вклучија и голем дел од тие средства се веќе искористени или се насочени кон дадени проекти, како што ќе се градат, ќе се користат. Но се разбира, тоа не е доволно, бидејќи и Европската унија лоцира големи средства, инфраструктурата во сите овие држави треба да се подобри и за тоа се потребни повеќе десетици милиарди евра. Кина го прави ова со цел, повторно ќе речем, да се ги обезбеди своите стратешки интереси, но тоа не значи дека тие се во спротивност со нашите или интересите на земјите од овој регион. Затоа го прават овој втори инструмент, кој што е на малку по-комерцијални основи, повеќе прилагоден кон забелешките на Европската унија што ги имале во првите години, така што овој фонд е структуриран како фонд за приватни инвестиции, но има и државен капитал, има и приватен капитал во него. Пониски се очекувањето во однос на повратот на средства што треба да го оствари фондот и се насочуваат кон инвестиции за инфраструктурата, но поради овој начин на функционирање тоа значи дека ќе се оди повеќе кон модели за концесија и јавно-приватно партнерство. Првите 10 милиарди беа повеќе кон задолжување на земјите, кредитно задолжување со изведување од страна на кинески компании. Сега се прилагодува моделот каде што може да бидат вклучени, но не мора да бидат кинески компании вклучени во изведувањето на проектот, но ќе бидат вклучувани во собственоста. И моделите во инфраструктура што се соодветни се овие што ги кажав, значи јавно-приватно партнерство, концесија, дали се работи за автопатишта, дали се работи за железнички пруги, дали се работи за енергетски коридори, сеедно државите ќе аплицираат. Но оно што е посебно интересно е, и тоа е прилагодувањето од минатите години, е бидејќи структурата на приватен инвестициски фонд, иако стојат и државни пари позади него, ќе можат и приватни компании да конкурираат за проекти и го имаат расширено не само во делот на инфраструктура, но туку на све што значи комерцијално работење, но што поттикнува трговија, особено извоз од регионот кон Кина. Бидејќи Народна република Кина има суфицит речиси со сите држави во светот и тоа е неодржливо, тоа врши притисок на нивната валута постојано, нивните девизни резерви се зголемуваат, но конкурентноста се намалува и од тие причини ќе гледаат да инвестираат во компании кои што преку овие трговски рути ќе можат да извезуваат назад кон Република Кина. Но тоа е одлична шанса, особено за поголемите компании, сепак ќе биде кон поголеми проекти ова насочено, да, например, ако некоја компанија од фармацевската индустрија сака или гледа да извезува во пазарите на Народна република Кина или соседните држави, може преку овој фонд да добие средства за проширување на капацитетите, да ги искористи, што за нас како држава ќе значи нови работни места, влез на нов капитал. Кинескиот фонд ќе овозможи впарување, наоѓање на партнери кои што и со технологија, доколку има потреба, може да дојдат, значи ќе имаме и некој трансфер на технологија, така што една структура која што за релативно мал број на компании, но поголеми по својата големина, ќе може да ги искористат овие средства. За прв пат беше најавено дека приватни компании ќе може да аплицираат. Вие истакнавте дека државата ќе им помогне. На кој начин државата ќе им помогне на овие државни компании за да ги искористат средствата од овој фонд? Значи, самиот процес на аплицирање допрва ќе биде целосно развиен. Ние имавме средба со менеджментот на фондот. Мислам дека искуството што го имаат одредени финансиски институции во државата, мислам на Министерството за финансии, на Македонската банка за поддршка на развојот,
па ако сакате и во некои други владени институции, има искуство како да се аплицира за меѓународни кредитни линии, бидејќи преку овие институции и во минатото се користеле кредитни линии. Овдека е малку поспецифично и малку посложено, но тоа искуство ќе биде драгоцено да прво го испитаме интересот кај компаниите и кај оние кои што има такви проекти, бидејќи навистина ќе бидат атрактивни условите на финансирање, да им помогнеме и со експертиза, и со контактите, но и со определена поддршка, бидејќи дел од тие компании веќе се корисници на наши кредитни линии, зборам преку Македонската банка за поддршка на развојот, да квалитетот на апликациите биде поголем. Обично, кај такви проекти има и определен дел на некакви инфраструктурни прашања кои што треба да се решаваат, дали се работи за некаква експроприација на земјиште, поврзување кон енергетскиот систем, обезбедување на разни дозволи. Државата ќе преземе врска да помогне во тој процес да тие работи се совршуваат побрзо, така да побрзо дојде до ефективирање на средствата.